Почитувани, најнапред сакам да изразам сочувство за жртвите во ноќесниот земјотрес кој што ја зафати соседна Албанија и да ги повикам институциите во Република Македонија да помогнат колку што можат. Почитувани, градоначалникот на градот Скопје, господин Шелегов, иако беше жестоко против, сега се согласува со идејата Скопје да добие панорамско тркало и да го продолжи проектот оставен од претходно за нов луна парк. Со таа разлика што сега тој ќе ги чини скопјани цели 18 милиони евра. Значи, 18 милиони евра во споредба со 6 милиони евра колку што чинеше претходниот проект, кој повеќе од половина беше завршил. Господинот Шелегов форсира проект кој е за 12 милиони евра поскап, односно да изнесува 18 милиони евра. Евеа одлуката која што е доставена до Советот на градот Скопје. Повторувам, 12 милиони евра поскап. Патем, веќе се набавени 7 справи уште во 2017 година, кои се држат во магазин и за кои се плаќа за нивно чување. И за истите постои соодветно партерно уредување и требаше само да се постават уште во пролета 2018 година. Тоа значи дека овие справи ако беа поставени досега, граѓаните на Скопје и туристите ќе можеа да ги користат овие содржини. Прашувам, зошто, господине Шелегов, им гоускративте на граѓаните да имаат луна парк уште пред 2 години? Дали е поради тоа што беше почнат од претходната власт? Тоа не е добро за градот Скопје. Да биде иронијата поголема, СДСМ и господин Шелегов, кои фрлаат дрва и камења за ваквите проекти и истите ги нарекуваа непотребно и лудо трошење на народните пари, сега од позиција на власт тие нудат луна парк кој што е поскап за 12 милиони евра, а да биде уште почудно е што господинот Шелегов во тој луна парк ќе смести и панорамско тркало, кое во кампањата секогаш го посочува како непотребно и екстремно скапа содржина во градот Скопје. Господине Шелегов, да ве потсетам дека во кампањата постојано ветувавте дека со парите од панорамското тркало ќе изградевте водоводи, канализации, улици, училишта, паркови, почист воздух и здрава вода за пиење. Ништо од ветувањата, а проектот со панорамското тркало во него останува. Сега граѓаните со право се прашуваат зошто наместо 12 милиони евра поскапиот луна парк не изградевте водоводна мрежа во населбата Ченто, Стајковци, Сингрич, Инџиково, Хиподрум, за кои патем има и готов проект. Водоводот во сите овие населби, а има околу 30.000 жители, чини околу 3,5 милиони евра. Или зошто со тие 12 милиони евра не го решевте водоснабдувањето во високата зона во Ѓорче Петров или фекалната канализација во Волково? Со овие 12 милиони евра поскап луна парк можевте да ги изградите ветените средни училишта Кочо Рацин во Ѓорче Петров и Кузман Јосифовски Питу во населба Аеродром, во општина Аеродром и да ви останат пари за реновирање на многу други средни училишта. За подсетување, булеварите Илинденска, Теодоси Гологанов и булеварот Трета македонска бригада сите заедно коштаат околу 12 милиони евра. Почитувани, ова е лицемерие на дело. Едно зборуваат пред избори, друго прават откако ќе дојдат на власт. Граѓаните гледаат и граѓаните ќе ве казнат за хипокризијата, неработењето и недомаќунлукот на следните избори на 12 април. Благодарам.